Кога Порше ја представи редизаинираната верзија на Макан, им остана должен на неговите купувачи. Популарниот модел, кој се продава 4 пати подобро од 911, беше понуден само со дволитарски турбомотор со 245 конски сили. Тогаш заедно со дизелите од неговата гама ги снема и помотните агрегати. Сепак беше потребно само малку трпение и 2 месеца по стартот на продажбата, Макан пристигна и со својата S изведба. Таа го има новиот 3-литарски V6 мотор од Каен и Панамера, кој испорачува 354 коњи. Тие заедно со 7-степената трансмисија и опционалниот спорт хроно пакет ќе го лансираат до 100 на час за 5,1 секунда, што е за 0,3 секунди подобро од претходникот. Максималната брзина остана на истите 254 км на час. Буквата S на Макан му донесе пониско ослонување за 15 мм и поголеми диск со пирачки кои по желба на купувачот може да бидат карбон керамички. Дизајнерски од стандардната верзија се разликува единствено по задните светла кои целосно се во LED технологија, а додадени се и пар техно детали во внатрешноста. За оваа верзија на Макан во Германија треба да се платат само 5.500 евра повеќе, вкупно нешто помалку од 65.000 евра. Порше повторно не соопшти кога и кои други негови изведби ќе бидат понудени. Претходниот модел се продаваше со 5 бензински мотори, од кои најсилниот имаше 440 конски сили.